По вчерашниот повик на лидерот на СДСМ Венко Филипче, упатен до премиерот Христијан Мицкоски за заедничко усвојување на уставните измени со цел земјата да направи чекор напред кон евроинтеграциите, во јавноста следуваа реакции, бидејќи повикот на Филипче од политичките опоненти беше протолкуван како покана до Мицкоски за формирање широка влада. По овие реакции денеска на социјалната мрежа X, лидерот на социјалдемократите ги демантираше гласините дека побарал формирање проширена влада со Мицкоски, појаснувајќи дека неговиот повик се однесувал само на заедничка поддршка за уставните измени, европската интеграција и реформите. Од друга страна, ВМРО-ДПМН повторно ги обвини Филипче и СДСМ дека ги поддржуваат бугарските ставови за уставните измени и дека действуваат во корист на политиките на Бугарија. Филипче и СДС имаат ист став со бугарските власти дека ние сме северно македонци, дека Гоце Делчев е бугарин, но кога ќе се дојде до темата уставни измени, тука Бугарија вели јасно и гласно дека тоа не е последниот чекор на Македонија кој треба да го испорача за да стане дел од европското семејство. Додека уценетиот Филипче од негови познати причини ги лаже граѓаните дека ова е последниот чекор и дека утре дента ќе станеме дел од Европската унија. Вчера пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски истакна дека е потребен заеднички став на европските лидери во врска со членството на земјата во Европската унија. Од друга страна, бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова вчера пред бугарските пратеници беше децидна. Бугарија нема да дозволи повторно преговарање за преговарачката рамка за Македонија. Според неа, Македонија може да го продолжи патот кон ЕУ само доколку го спроведе европскиот договор од јули 2022 година.